Почитувани, јас ве познавам вас. Некои од вас ме познаваат мене, а за тие што не ме познавате, јас сум Жарко Димовски, вашиот нов водич во светот на джентлменството. Свет во кој што ќе имате можност да ги запознаете вистинските джентлмени кај нас. Луѓе кои што оставиле длабока трага во нашето општество. Заедно со мене ќе имате можност да ги научите добрите навики, навиките во светот на модата, светот на културата и нормално светот на хедонизмот. За да се запознаеме подобро во денешното издание, ние требаше да пиеме кафе со еден ексклузивен гостин, кој што веќе за жал доцни едно 15 минути, а како што знаеме, нели, вистинскиот джентлмен никогаш не треба да доцни, нели? Жере, извини, ама јас 15 минути седам тука и чекам да почнеме со интервјуто, пиев едно кафе, пиев уште едно кафе, пиев и трето кафе, ама очигледно ти си премногу зафатен и преокупиран со твојот изглед на водител. Гледам те до тералете среди лепа, ајде се викам да не те прекинувам. Валјда ти ќе ме приметиш мене, пошто нели јас сум ти гостин, така? Иначе тука сум. И 5 минути пред договореното време сум доцнел јас. И извини, Жарко, види, пред да почнеме со разговорот, сакам да те прашам нешто. Многу си ми познат од некаде, некако имам чувство како да се гледам во огледало. Да не те имам некаде случајно видено? Види, вака кога ќе ме прашаат познаци ми од некаде, знаеш, малку ми е чудно што да одговорам, затоа што сепак сум јавна личност и очекувам луѓето што ме гледале, да кажам, или во театар, или на телевизија, или во некаков филм, или го слушале мојот глас во синхронизации, или можеби слушале некој од моите песни, или пак прочитале некој од моите песни што ги имам напишано. Ми е глупаво да им кажам дека сум јавна личност, затоа што доколку доаѓале во театар или ги правеле овие работи, би ги знаеле истите моменти од каде ме знаат. И затоа кога најчесто ќе им кажам вака и вака, доаѓате во театар? Не доаѓаме во театар. Телевизија гледате? Па не гледаме телевизија. Па знаеш, си викам, па од кај да ме знаеш ако не доаѓаш во театар и не гледаш телевизија? Единствено ако не сум мажот од твоите соништа, па да ти доаѓам на сон, ме разбираш. Навистина не знам што би одговорил на таквото прашање. А тебе лично од каде сум ти познат? Најверојатно би ти одговорил исто. Може сум мажот од твоите соништа. Благодарам. Нели јас сум водител на емисијата Gentleman Magazine. Па сакам да те прашам, ти си на јавната шпица, нели? Да. Ми се јавија продуцентите на емисијата, ми рекоа демек слушнале као за мене дека сум добар во трансформации, да речам, и седнав со нив, пиев кафе и ми рекоа дека во смисла ќе треба да се снима шпицата за Gentleman Magazine, каде што ќе треба да се направат трансформации на неколку ликови од типот на да кажам Ернест Хемингвеј, Фреди Меркјури, Джокер, еден Джокер. Не знам што имаше друго, English некој джентлмен имаше, и на крај да се заврши емисијата со модерниот джентлмен, на джентлменот на 21. век. И сега сето тоа би требало да го представи еден комплетен и модерен господин од 21. век, од денешницата, да кажеме, дека треба да е комплетен од сите тие аспекти. Затоа ете, ми се јавија, се договоривме со дечките, супер се. Го снимивме тоа што го снимивме и ете, баш ми е драго дека не гази времето. Ме позна. Можда и од таму сум ти познат, апропо предходното прашање, нели? Така да, јас сум. Чекај малку, извини, не те разбрав. Значи си актер, пејач, спортист, писател, комичар. Вау. Ти си од се по нешто затоа што си во се толку добар или за ништо не си доволно добар па си од се по нешто? Ако може. Види, да. Можам да ти кажам дека како актер си го имам, знаеш, викам дека се што е свое со себе го носам. Јас не сум пример мајстор па за да можам да работам со елементи или со алати. Мојот инструмент е моето тело, мојот глас, мојата душа, така да јас си го негувам тоа целото. Бог ми ги дал сите тие таленти и ете јас ги негувам некако. Тие се уметности што се поврзани непосредно една со друга, така да дали сум од се по нешто? Да, може да кажам дека сум од се по нешто. Целото ова дели спортистот, можеби, но ете спортистот е нешто, си го негувам телото, да кажеме, затоа што во здраво тело, нели, здрав дух.
од во се сум подеднакво добар или Не, те слушам, во да. се сум подеднакво лош, тоа ќе оставам да кажат Одлично, луѓето добро. што ме познаваат Те и што го негуваат мојот труд, да кажам, моите фанови, Не, можеби, да ги наречам. Нов ми е саат. Така да, можно е најверојатно затоа што ете во нашава држава функционирам како сите елементи подеднакво. За писател официјално уште не сум, но ете здравје Боже на пролет А поезија пише. ќе извадам мојата прва книга, мојата стихозбирка. Љубовна? Па ќе бидам официјално и писател тука кај нас. Така да тогаш ќе бидам од се по нешто што спомнавте пред малку. Да, збори. Жарко, сакав да те прашам нешто. Гледам дека од муабетиве што ги слушам дека за многу работи сме слични, јас и ти. Дали ти се сметаш себе си за джентлмен? Извини, ама не мислам дека јас и ти сме слични воопшто. Да не те навреди в случај. Не ме сваќа погрешно ниту како навреда. Мислам дека и ти си посебен на свој начин и јас сум си посебен Морам на да свој признам, начин. добар одговор. Да не навлегуваме Да. во темата. Во ред. Дали може вториот дел само од прашањето? Дали ти се сметаш себе си за джентлмен? Па види, како што кажав и претходно, ќе кажам дела, а не зборови, знаеш. Би било глупаво сам за себе си да зборам дали сум джентлмен, мислам дека ме сметаат луѓето за джентлмен, кажале дека сум джентлмен, така да ете, ако викаат така луѓето според моите дела судејќи, значи сум джентлмен. И ете се сметам себе си за джентлмен. На вистина сме биле слични, еј. Во рета, еве, ти се сметаш за вистински джентлмен, тоест викаш дека другите те сметаат за вистински джентлмен, тогаш зошто како еден таков ти си дозволи мене да ми закасниш на емисија цели 15 минути, нели вистинските джентлмени треба да имаат манири? Добро, очигледно имаме недоразбирање. Во ред, прво кажав дека другите ме сметаат за джентлмен, не е тоа проблем. Проблемот е дека ти напоменав и првиот пат, дека јас сум тука од пред да почне емисијата 5 минути. Океј, добро, ајде. Еден не се джентлмен на лути. вистина не би требало Не се да лути доцни, одма, така пардон, е. не се лути одма, да. Можда еден Да бидеме джентлмен литературни. најмногу треба да доцни 5 Во ред. минути пред почетокот на самиот ивент, како што јас бев тука 5 минути пред емисијата. Но очигледно Добро, да. ти, драге Жарко, си премногу окупиран со самиот себе за да видиш дека гостино што си го договорил е тука. Така да не доцнев, втор пат ти кажувам, ти благодарам. Може да продолжиме. Имам едно мало измеѓу прашање. Те гледам вака, на вистина изгледаш одлично. Кој се грижи за твојата фризура? Сериозно ми го постави прашање? Не се нервирај, шишката ти влегува во. Океј, следно прашање те молам. Во ред, добро. Да, кој се грижил за мојата фризура? Океј. За да бидам попрофесионален ги имам прашањата, иначе да не Појли, опуштена емисија ова, нели? Па зошто да ги учам на памет? Камера иде. Тон? Иде. Реакција кажете бе дечки, од кај да знам дали да почнам или да не почнам. Као идеме? Добро, океј, идеме, ајде нека идеме, добро. Во ред, да, извини. Тоа е хонорарци што ја правам. Види, Жарко, извини, како джентлмен јас лично сметам, а мислам дека и во светот на джентлмените така сметаат, дека гардеробата е клучна за да оставиш добар впечаток. Дали ти мислиш дека гардеробата ги прави мажите да бидат тоа што се и што мислиш ти дали еден джентлмен треба секогаш да изгледа скоцкано? Да или не? Па, види, ќе ти кажам една реплика или поговорка. Облеката е само начин да се изразиш без да проговориш. Значи, да го покажеш она како се чувствуваш, да кажеме. Ова не сум го знаел, навистина интересно размислување.
Да, облеката можда ќе те направи во очите на некого подобар Претпоставувам или дека не е твоја полош, но изрека, мислам откако дека си ја облеката прочитал не е некаде. пресудна за тоа. Ако јас се чувствувам Во ред, денеска, да, ја разбирам поентата. како да ти кажам, спортски, имам некои стари тренерки што ми се драги и со нив излезам да се прошетам, не ме прави тоа помал џентлмен од некој што ќе се појави во дело. Мислам дека сепак делата, а не зборовите се тие што го прават Океј. човекот таков каков што е. Ако јас треба денеска да ја подарам ружа на мојата сакана или на некоја си жена што мислам дека тоа го заслужила затоа што не со незината убавина ете придонесла светот да е подобро место, и ако сум во тренерки ќе ја купам таа ружа и ќе ја дадам и ќе бидам исто толку џентлмен како што тој господин што се прошетал пред малку со оделото тука, а не направил ништо. Мислам дека се разбираме што сакам да кажам. Така да, облеката е само начин да се изразиш без да проговориш. Знаеме дека по потекло си од Прилеп, но живееш во Скопје. Еве, ако може, мала тајна, колку банани јадеш дневно за да ја задржиш твојата линија, мислам, прилепската линија? Сериозен ли е? Нели џентлмен магазин се вика емисијата, така ќе те замолам да го одржиме нивото на џентлменство. Да продолжиме со сериозни прашања. Добро, извинете, не поставам повеќе такви прашања. Имам Готово. попаметна работа каде Во ред, што навистина извини. ќе ме ценат. Океј. Ако имате следно, повелете. Жарко, дали сметаш дека за да си добар водител, треба да си добар актер? Па, дали сметам? Не сметам, затоа што кај нас има доста добри водители кои што не се актери, не се глумци. Во некој случај, да си актер и да си водител, можеби ќе ти помогне да бидеш поопуштен во смисла имаш работено пред камера, имаш снимано филмови, во театар си пред публика нонстоп, може дека ќе ти помогне од тој аспект. Но никако не сметам дека за да си добар водител треба да си пред се актер, па камоли добар. Така да тоа е тоа. Комичар, а? Види, јас иако сум водител на Gentleman магазин, од секогаш сум сакал да станам стендап комичар. Ама еднаш застанав пред огледало да пробам како тоа ќе биде и кога се видов колку сум убав, некако таа идеја ми заврши. Па да бе Жарко, па јас така научив да правам стендап комедија пред огледало. Застанував и кога ќе се видев во огледало, си се пукнував од смеење. Што му е на овој со прашањата, бе луѓе? Сериозен ли е? Добро, де што сега? Што? Има ли уште прашања или ве молам? Пред огледало стан. Убав. Па не ги пишував ја прашањата, бе. Пак ја. Океј. Гледај ова глумците колку се егоисти. Во ред, следно прашање може? Може режија? Океј. Извини, Жарко, може ли јас да ти поставам едно прашање? Сега он мене сакал да ме праша. Ајде бе, прашај ме. Те гледам дека си премногу си самоуверен, што ете, кај мене тоа не е случај. Сега да те прашам, на кого си се угледувал во животот? Кој ти е тебе идол? Тоа е многу лесно прашање. Идол на Жаре како дете му беше Жаре од иднината, ово и сега. Да, од секојаш сум се бил идол сам на себе, затоа што знаев до каде ќе стигнам. Задоволен? Ти благодарам. Може јас сега да продолжам да се водам емисија? Гледам дека имаш желба да се занимаваш и со музика. Од каде желбата на еден актер да стане и музичар? Па, од кога знам за себе се бавам со музика, од кога знам за себе свирам на тапани, тоа ми е наследно. Татко ми свири на тапани, дома сум пораснат на тапани. Цел живот, така да пропратно музиката цело време е со мене и од кога ми се роди желбата да станам актер, некако цело време бев како на една вага и не знаев што повеќе ме трга, дали музиката, дали глумата, се додека не дојде момент да се запишам на факултет Гарантирам и дека подобро не знаев дали да одам музичка академија, дали да одам на драмски, но некако одлучив дека вагата натежна кон драмски, Нема само проблем. заради Добро. тоа што на самата сцена и на филмското Океј. платно сум го говорел ова и во други интервјуа, можем да бидам се што ќе посакам, па макар и музичар. А како што кажав во едно од претходните прашања дека тоа е сето некако пропратно и паралелно.
ете можда сите тие комбинации би се вклопиле во некое шоуменство, така да а желбата на еден актер да пее, не би рекол дека е желба на актер, туку е желба на човекот пред се. А тоа што актерот знае да пее е само еден плюс. Жарко, јас како джентлмен уживам да читам книги, уживам во добра книга. Дали ти како актер сакаш да читаш книги? Па исто ќе кажам како човек пред се уживам во добрата книга. Еве моментално читам една книга од Виктор Франкл, која што се викаше Man Searching for the Meaning, или во превод би дошло човековата потрага по смислата или така нешто. Тоа е напишано од еден автор кој што го преживеал концентрациониот логор. Така да книгата би помогнала многу. Јас мислам дека секој човек треба да ја прочита таа книга и секој джентлмен што се смета себе си за джентлмен и другите го смета, треба да ја прочита таа книга. Да, уживам во читање на книги, како што кажав, си вложувам во себе и тоа е едно убаво нешто што ме носи во други светови. Така да треба барем пола сат дневно секој да си одвои време за читање на книги. Дали си романтичен, Жарко? Дали знаеш да ја покажеш често љубов на саканата? Па, дали сум романтичен, треба да се дефинира романтика, но да, љубов покажувам нон-стоп. Живеам од љубов, живеам за љубов. Љубовта е најголемиот мој двигател што ме донесол до тука кај што сум, затоа што и самата Библија вика Бог е љубов. Така да, покажувам љубов секој ден, секој миг, пробувам одново да ја шармирам и да ја освојам својата сакана. Да. Во ред си? Да, дека почна да гали столицата. Така. Океј. Да продолжам, може? Добар си? Поздравија. Океј, да, пробувам да ја шармирам саканата одново, затоа што љубовта ми е двигател, нели, и она ми е, и мојата сакана ми е, мојата мисија во животот да ја одржувам среќна. Ти благодарам. Жарко, навистина муабетот со тебе ми беше пријатен, но ќе морам да те напуштам затоа што морам да одам да пијам кафе со еден врвен бармен кај нас, а затоа што ти каснеше, нема да можам да останам подолго. Тоа не е джентлменски. Друже, 3 пати ти кажувам, значи не ти каснев на емисија. Јас не знам колку си ти егоцентрик и колку си нарцисоиден за ова да можеш да ми го кажеш. Мене 15 минути сум тука и онака не сакав да бидам тука. Што ви е, луѓе, кај го најдовте овој водител да билде? Ајде? Кај го најдовте овој? Кај го најдовте овој, бе? Ајде, глупости. Идам да пијам кафе.